Здраво, здраво на сите, време е за уште една епизода на емисијата Се кладиме заедно со мене, Зоран Мишевски, Евротип спортски облажувалници. Ова стандардно го кажувам како еден бовет, како си Зоки, дали си добар? Здраво на сите, одлично. Супер. Претходниот предизвик од претходната недела Полска, Македонија, промаршивме и двајцата, типуваше ти малку. Близко, да. Беше не поблиску дефинитивно. 2-0. Искрено мислеве дека е 2-0 дека ќе биде некаде, ама некако како ајде, знаеш, пак за нашите малку да не ги отепаме темпа да речат кога ќе гледат гледачи дека Колелева е против нашите, заради тоа. Ама гледаш кога се кладиш треба сигурно со чист онака објективно да размислуваш. Со глава, не со срце. Да. Ама нема, се мешаат работите. Не игравме лошо, до 75 минута 0-0, меѓутоа физичкиот аспект на надпреварот, уморот на нашите фудбалери, неколку повредени, без алтернативи од клупата кои што ќе го задржат темпото. Тоа го реши мечот. Нивните замени од првиот контакт постигнаа гол, а нашите замени не донесоа ништо ново и Полска која што е релативно поквалитетна од нас не надигра, заслужено не победи. Да, коефициентот беше, мислам... Да, релативно мал, да. Резултатот очекуван. Така, ајде да се кладиме. Ајде да напишеме едно ливче да видиме за ова недела. Многу пополн, бидејќи се враќаат национални. Имаме тука све. Тргнавме с неколку утакмици. Значи, прво играме ајде за англичаните, Евертон, Вестхем. Па, знаеш, во Англија има се кладат луѓето на се и се што. Има, например, кој клуб прв ќе го смени менеджерот оваа сезона. Евертон е еден од тие кои што високо котира дека нивниот менеджер прв ќе добие отказ. Значи Марк Силва е загрозен, под притисок е. Значи мора победа. Мора да победи. Мора да се оправда некако. Се чини дека е ова е најтешкиот пар од колото. И по мене попаметно би било да се типува на голови отколку на конечен тип. Еве јас кога би бирал 2-3 или 3+. Мислиш дека ќе паднат голови доволно? Да. Коефициентите се многу блиски, да речам. Тешко е да се оцени кој е фаворит на овој меч, можеби благ фаворит Евертон, бидејќи има играчки кадар да го надигра Вестхем, но не игра така како што треба да игра и затоа се ниша случајот на Силва. Ми се чини дека Вестхем е повеќе екипа, похомогена. Мислиш дека ќе паднат голови. А Евертон дека има подобри индивидуалци. Да, мислам дека ќе има голови, дека ќе биде некој шарен резултат 2-2, 1-1, 2-1, нешто во тој тип. Да играме 3+? 3+. Ајде. Играме 3+. Да. Добро, поеднакво од сите лиги ќе играме, ајде играме са да, најсилните лиги географме пак по некои од највозбудливите парови, оние тешки за типување. Да, ке германците Хофенхем Шалке. Па Шалке во претходното коло прими гол во 93-та минута и наместо да биде лидер падна на 4-то место. Тоа е таква непредвидлива екипа која што во Германија има третман на голема екипа, но никако тоа не го искажува на терен. Никогаш не освоиле титула, ретко освоиле куп, а се ги нарекуваат кралско сини, доаѓаат од една богата област. Додека пак Хофенхем е едно мало клупче кое што успеа да се искачи во самиот врв, играше Лига шампиони минатата година. Исто мислам многу изедначен меч. Сега предност би им дал на гостите на Шалке, со тоа што пак сметам дека ќе биде надпревар полн со голови. Значи не знам, некоја комбинација, конечен тип со број на голови, не знам, нешто е X. Играме двојка и 3+. Двојка и 3+. Дворед ми се согласен. Двојка и 3+. Ајде на Шалке да им дадеме така една. А и доста коефициент тука носи оваа двојна комбинација. Добро, ке французите да видиме. Ајде за французите малку тука многу малку паѓаат голови ке. Да, Франција е од сите 5 лиги најнеефикасна лига. И многу често луѓето кога типуваат 0-2 на преварите од првата и од втората француска лига. Значи таму се игра многу тврд и многу физички фудбал, нема простор и како резултат на тоа не паѓаат многу голови. Тулус Лил најнепредвидливиот меч во колото. Значи еве избираме па да, малку да. Така наречени блиски ривали, коефициенти високи. Лил е фаворит, но Лил мора да мисли на тоа дека во вторник игра меч од Лигата на шампионите и игра против Валенсија. Мислам дека малку резервираме. Мислам дека малку ќе тактизира нивниот тренер, инаку по квалитет Лил е нешто по-квалитетна екипа од Тулус. Мислам дека нема да има голови, дека овој меч ќе биде во линија на ефикасноста во француската лига, нешто како 0-2 или X 0-2 нешто. Голем ризик ќе X да ставиме, ама пак имаме супер коефициент. Да, значи да играме, мислиш? Не знам, дали X или 0-2, што мислиш? 0-2 некако е посигурен тип од колку X, секако, ама X-от е преку 3 коефициент. Да. Ајде од 0-2. Ајде 0-2.
Од 0 до 2. Знаеш кога играш и кога го гледаш на преварат, малку чудно е чувство кога Дека да треба навикаш да не падни гол. Да. Чудно е. Ајде кај шпанците, Еспањол, Вилјареал. Еспањол има нов тренер, тоа е првата екипа во Шпанија која што го смени тренерот. Велат дека кога ќе дојде нов тренер има една нова енергија и сите сакаат кај новиот тренер да се покажат и мислам дека Еспањол на таа Башка на карта домашен терен. ќе биде мотивиран и му давам предност пред Вилјареал. Дефинитивно, јас Мислам исто дека предвидувам. Еспањол ќе победи и дека ќе прекине таа лоша црна серија. Инаку Еспањол е екипа која игра во Барселона, нема многу гледачи. Една од ретките шпански екипи која што не игра пред полн стадион. Специфична средина е, шпански клуб среде Каталонија, значи самото име Еспањол не е ни најдобро прифатен од голем број од каталонците. Сепак е екипа која што има квалитет, игра Лига Европа оваа сезона, мислам дека Еспањол ќе победи. Јас мислам дека ќе победи, да не одиме, нешто. Комбинација на конечен тип и голови? Да, некоја комбинација, дај некоја комбинација да видиме. Може единица и 4 до 6. 4 до 6? Во Шпанија, за разлика од Франција, има многу голови. Би се обложил дека и Вилјареал ќе Значи одиме Кец и 3 плюс или 4 до 6, од 4 до 6 играм. Ајде, одиме на поголем е коефициентот, да. И италијанското миленото мое, Самдорија Рома, италијанското првенство, Самдорија Рома. Нов тренер на Самдорија е Клудио Раниери, го назначија пред неколку дена. Тој е римјанец и бивш тренер на Рома. И еве судбината си поигра со него. Дебитира баш против Рома и дебитира на неговиот роден ден. Инаку тој е еден од најстарите тренери во серија. Емотивно е многу врзан со Рома, а сега игра против Рома. Самдорија е многу подобра екипа од тоа што табелата кажува. Последни се на табелата, имаат само една победа. Мислам дека новиот натпревар Самдорија нема да загуби и дека ќе реагира. Јас мислам дека нема да загуби. Рома има еден проблем со повредата на Джеко, кој што имаше операција на лицето. Имаше една незгодна повреда пред 2 недели. Доста ќе им фали Джеко. Мислам дека овој меч ќе биде или победа на Самдорија или реми. Сега како тоа да го спакуваме во игра? Играме прво и второ полувреме. Кој ќе победи во прво, а кој во второ полувреме? Дали еден во еден? Пример нешто? Јас мислам дека ќе заврши нерешено, дека ќе Нерешено? X во X, нешто така. X во X. И што не предвидувам многу голови. Викаш X во X. Многу е тоа коефициент. Па ајде одиме. Оти да не, зошто да не? X во X. Ова е нашиот тикет. Тука има доста коефициент. Има доста коефициент и доста огромен ризик, али мислам дека супер. Направивме интересен Добро, тикет. тука има комбинација на игри, значи некој може да се одбере нешто, не мора комплетно оваков тикет. Јасно. И да видиме што ни изготвија од кујната на Евротип. Тие велат да играме, значи Манчестер Юнајтед, Ливерпул, тоа е недела во 5:30, така? Најголемото англиско дерби, најтрофените две екипи кои што се мразат меѓу себе. Сега ги смени улогите, значи во 90-тите и во првите години од новиот милениум Манчестер Юнајтед беше многу подоминантен од Ливерпул. Сега Ливерпул е далеку подобар од Манчестер Юнајтед. Што не значи ништо сега веќе во ова коло. Да, велат дека кога играат вака големи ривали, табелата воопшто ништо не значи, формата ништо не значи. Па претходно играле, јас одоно што го гледав на табелата февруари оваа година, исто со победил Ливерпул, претходно Ливерпул 4-1, 3-1, нерешени имале, сега не знам. Да. Одиме на Манчестер Юнајтед точен резултат. Силно хендикепиран. Не игра Погба, не игра Де Геа. Плюс Ливерпул е во страшен налет, има 8 победи поред. Лидер е во премиер лигата. Не ја освоиле премиер лигата 30 години, значи тие се би дале, дури титулата Лига шампиони од минатата сезона би ја дале да освоат премиер лига. Овде ќе фрлаат искри, мислам дека. Сите сметаа дека Ливерпул ќе победи, јас мислам дека Манчестер нема да загуби на ова дерби, дека ќе биде 1-1 на пример. Да, јас мислам дека се нешто 3+, дека нешто ќе паднат многу голови. Мислам дека Манчестер Юнајтед нема да прифати таков тип на отворен надпревар да се надигрува со Ливерпул, бидејќи така сигурно ќе загуби. Конечен резултат. 1-1 по мене. 1-1. Јас мислам дека 1-2. Дека Ливерпул ќе ги згази таму. Да, може. 1-2, тоа се нашите типувања.
Драги пријатели, не заборавајте да играте на нашата игра, тоа е 11 евро шанси за 100.000 денари, евро шанса, значи веќе во тек е четвртата етапа, претходно имавме во добитник во Битола, во Прилеп, во Штип, сега веќе неизвестно последниот највисок коефициент кој што е направен е во Битола, пред него имаше коефициент кој што беше доволно висок во Богданци, се уште неизвестно, играјте, смислувајте добри тикети, креирајте брзи тикети на evrotip.mk, смислувајте варијанти, направете добар коефициент и освоите 100.000 денари. И секако до 28 декември имате уште шанси ако оваа етапа не освоите. Тоа е тоа, се гледаме следната недела. Се гледаме.